Здраво, ова е 331-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Her Body од Наталија Цисаровска, во која станува збор за Андреја, глумена од словачката актерка Наталија Германи, која знаете од Night Siren, која е олимписка скокачка во вода и се подготвува за учество на летната олимпијада во Атланта во 1996 година, меѓутоа на подготовките подлегнува на физичка повреда, која ќе оддалечи од незината дисциплина. Иако е желна што е можно поскоро да се врати на воденото боиште, незината тренерка веќе е насочена за новите скокачки, а Андреја не обезбедува доволно добар резултат за да се квалификува на наредната олимпијада во Сиднеј и не можејќи да биде на врвот на својата професија, решава да ја смени, зачекорувајќи во индустријата за возрастни. Со оглед на тоа што моментално се во тек летните олимписки игри во Париз, сметам дека најпогоден филм за актуализирање во емисијата е делото кое содржи предизвици од една олимписка дисциплина во која оваа година доминира кинеските скокачки во вода. Гледаме филм во кој интимистички ги согледуваме лимитациите на телото, кој има претрпено повреда и очајно сака да се врати во најдобрата форма, која од ден во ден станува недостижна за Андреја. Ова непомирување со реалноста знае да биде разорна за една посветена спортистка, која има аспирација да стане најдобра скокачка во вода во цел свет, но таа потрага по совршениот скок ќе остане недофатлива за неа. Додека таа закрепнува, секако дека светот оди напред и дури незината сестра станува недостижна конкуренција за неа, односно ја јаде подмладокот, кој ги нема тегобите на Андреја на својот грб да ги носи, заедно со последиците од повредата, спортистката се соочува со лимитации кои ќе родат длабоко незадоволство во неа. Се запознаваме со неа во мигот кога незината кариера е во подем и олимпискиот медал може да стане реалност за повредата да го иницира падот, која оддалечува од успехот. Дисциплинираноста е карактеристика која Андреја ја поседува, но тој именител не е доволен за достигнување на саканиот успех и искачување на секоја професионална стрмнина. Преобразбата која ја чини е зачудувачка, затоа што ретко кој атлет, кој целиот свој живот го посветил во зацврстување на своето тело, за да биде конкурентно во дисциплината за која мако трпно има работено, да ги согледа своите ограничувања кои ги демонстрира телото и да одлучи да го искористи истото тоа тело за друга намена, односно за соблазнување на воајерите од друг аспект преку порнографската индустрија. Го добива секупното внимание на аудиториумот со помош на незиното тело, но не можеби на начинот на кој првично го зацртала незиниот сакан успех. Има базени и во двете професии, ама различно се бодува перформансот во секој од нив. Телото во овој филм е третирано како комодитет, ставено во служба на општото добро, кое секојаш е под лупа на јавноста, објективизирано на еден или на друг начин, дали е под ригиден режим за пливање или во крупен план за соблазнување. Гледачите, незиното тело колку што е во незина собственост, толку има и јавна функција во општеството на спектакл. Таа учествува во фотосесии во двете професии, каде физиономијата е предмет на визуелната естетизација. Поригорозен е третманот на прегладнување за достигнување на саканата тежина за подобар перформанс во скокањето, отколку во другата индустрија, каде за секоја тежина има посебна категорија која таргетира друга целна група на гледачи. Иако либидото е во подредена позиција кога е во прашање пливањето, во втората професија зазема примарно место. Без разлика на промената низ која минува од атлета во старлета, таа е професионална во секој домен, со јадна потреба за себе докажување, но и своевидна ревностност и пожртвуваност со кој занаети да се занимава во вода или на земја. Но што се случува кога телото ќе откаже послушност? Во централноевропските земји, особено малите градови, има препознатлив малограѓански менталитет и строго е осудено инволвирањето во индустријата на Андреја, што значи дека нема да биде одобрено и прифатено да блудничи на филм од најблиските, кои немаат можност да го разберат или да бидат од помош за сочувствување со товарот за недостижноста на дострелот на скокачката. Незиниот татко смета дека е недопустлива таа промена на професии, но незината мајка покажува разбирање за финансиските придобивки од новата професија, која ќе остане покрај својата ќерка во најтешките мигови. Финансиската независност си има предности, но доаѓа и со своја цена.
Режисерката го има пронајдено артиклот за пливачката Андреа Апсолонова, која штом се повредила од спортска звезда станува порно звезда, денес попозната по псевдонимот Леа де Мае. За Леа треба да знаете дека беше една од најзначајните чешки порно актерки од раните 2000-ти, заедно со Силвија Сейнт, Моника Свитхарт и Даниела Раш, која ја знам од серијалот на режисерот Антонио Адано Dangerous Things од Private, со Силвија Сейнт и Начо Видал. Работи со Марк Дорсел во 12 Strokes to Midnight и Петер Норт во North Pole Volume 16, односно се појавува во 160 на филмови во незината кратка кариера, со оглед на тоа што умира во 2004 година од глиобластома, односно мозочен тумор на 27 години, наговестен со светлосни снопови во филмот. Ако се прави некаков пандан помеѓу врно достигнување на рамниште на втората професија на Андреа, тогаш Олимпијадата на индустријата се AVN наградите, кои колку и да била посветена на занаетот, Леа нема освоена награда во некоја од поединечните категории, но била номинирана за незината верзија на Twilight и за најдобра странска изведувачка. Затоа сметам дека е најдена соодветна актерка, затоа што Германи може да се носи и со пливачкиот и со хендикепираниот и со сласниот сегмент од делот. Тоа што носи мајца од Нирвана умирајќи на иста годишна возраст како Курт Кобейн, да речеме дека е коинциденција. Неколку пати во видеологија сум рецензирал филмови во кои се бележи подемот и падот на ликови кои се обидуваат да дојдат до успех во порноиндустријата, филмовите како Mob, Pleasure, па дури и Red Rocket, кој го содржи ветувањето за влез во индустријата, но можем да го напоменам и документарниот филм Рене Грейси, Fireproof, кој исто така тематизира замена на спортска дисциплина со соголување, односно прашање возачка на автомобили која не е во можност да ја добие саканата поддршка во автомобилизмот, па отвора свој OnlyFans канал. Во нашата реалност се повредуваат и актерките од индустријата, како што беше случајот со Адријана Чечек, чие тело и оневозможуваше да се занимава во професијата како што таа милува. Постојат две верзии од филмот, во кои дистинкцијата е пенетрацијата во крупен план, во која Алексис Кристал е дублерката на Германи, која е допуслива во верзијата за 18 годишните, која е изоставена од верзијата за 15 годишните. Кинематограферката на филмот е Клара Беличова, која има работено претходно на Invasion и Снежи, која наменски ги истакнува студените нијанси во колор палетата и надвор од базените, воспоставувајќи аналогијата меѓу Андреа и рипчињата во аквариумот, снимајќи голем дел од филмот на дневно светло, освен настанувањето на повредата што е на ноќно скокање и иструполувањето на сет. Во продукцијскиот дизајн исто така се преферираат сини простории за снимање, но каде и да се снима, камерата не се оддалечува од Андреа и всушност дава интимистички поглед на нејзиното патешествие во професиите, без да го разглобува занимавањето во најситен детаљ. Монтажерот на чашките Blood Cane и Borders of Love, Јан Данел, се обидува да ја намали дискрепанцијата помеѓу дневниот и ноќниот свет со тоа што користи кратки кадри кои последователно ги вткајува во тој начин што образуваат едно јасно течение во кое ги добиваме основните податоци од биографскиот живот, но и имаме доволно простор за да ја евидентираме самата на протагонистката. Музиката на филмот ја компонираат Eight Kid со помош со пиони. Кид има работено и на хорор-комедијата She Came at Night, состава Synthwave кој доаѓа до израз во транзитивниот период меѓу водената и најстарата професија, како портал за отворање на нови можности во транзиционите сцени, но најчесто врзани со снимањето на филмови за возрастни. Во глобала музиката е изоставена од првиот чин затоа што се брка натурализам во документирањето на подемот на една пливачка звезда. Тоа што слуша панк бендови Андреа е само еден плюс на незиниот нескршлив и непореклив поглед на свет. Убаво ќе беше овој филм да го додадеа на филмографиите, кинематограферката, монтажерот и композиторите на IMDb. Не гледам причина зошто да не им стои овој наслов во кариерата, но небрежноста во менаџирањето на профилите за мене е недопустлива. Ако јас можам да го правам тоа, можат сите. Чешката режисерка Наталија Цисеровска има дипломирано одсекот за документарна режија на ФАМУ, каде режира неколку бројни кратки играни и документарни филмови како Hunters and Gatherers, Flash Jihad, Like Welcome, Charles and Lamb, наградениот The Hour Between the Dog and the Wolf од 2014 година за средношколката која се заљубува во сликарот, но јас би го истакнал проектот во кој учествува заедно со својот професор и 5 други колеги, Film Like Brno од 2011 година, кои земаат
камери во рака се распрскуваат во разни делови на градот да го документираат животот во Брно, така што Наталија се наоѓа на Моравскиот плоштад каде ја документира прославата на 1 мај, земајќи изјави од посетителите на прославата и успева да долови една физичка пресметка на субјекти со различни погледи за оправданоста на настанот на камера, што го зачинува делото од драматуршки аспект. Нејзиниот дипломски филм Where the Sun Goes Down од 2014 година е дело за врската помеѓу вајарката и режисерот, по која се гуши уметничката која не може да се сконцентрира на нејзината скулптура и посетата од нејзиниот пријател кој го прошетал цел свет, ќе пламне нејзината авантуристичка желба која режисерот смета дека е инфантилна. Таа работи на документарни ТВ серии, како што се Не се откажувај и Од нашето село, но исто така снима и неколку докудрами, односно биографски метафикции, како што е филмот Around Милена Јесенска од 2018 година за новинарката, преведувачка и љубовница на Франц Кафка, и Франчек од 2020 година за мистичните чинители од адолесцентниот живот на чешкиот кубист Франтишек Купка, додека престојува во планината Орлице. Во кој формати да работи, Наталија наоѓа инспирација во обликувањето на животите на познати и непознати артисти и нивната страст за создавање на уметнички дела. Опрашање е многу мал филм, кој незабележано помина на филмските фестивали, кој токму поради тоа што е дебитански филм, но и поради приказот на порноиндустријата ќе биде непривлечен за трагачите по врвна естетика, но од друга страна пак Наталија не е радикална, па нејзиниот филм да остави траен белег во филмската историја поради бескомпромисното продирање во субверзијата. Поради тоа пливање на сигурно останува незабележан во морето со ајкули. Филмот имаше својата премиера на фестивал Карлови Вари, а исто така се прикаже и на Black Nights во Талин и беше номиниран за наградите Чешки лав. Филм Movement ги имаат правата за дистрибуција на овој чешко-словачки инди биографски филм, кој од своето киноприкажување широм светот успеа да дојде до своите $1.000.000. Филм за трансформативниот процес во кој една спортистка од олимписката дисциплина на скок во вода преминува во воаѓарската дисциплина на скок во кревет пред камери, каде успева, барем за кратко, да се врати под светлото на рефлекторот. Меѓутоа, колку што е силно телото, толку знае да биде и кревко. Прашањето е колку е човек способен да се консолидира по животниот пат и по која цена би го платил себе истакнувањето. Ако морам да го евалуирам, тогаш Her Body од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 331-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!